Телефонскиот разговор кој беше објавен во собранието, каде според Антонио Милошовски, екс-премиерот Зоран Заев кажува дека финансирал еден ТВ и знаел за нелегалното финансирање на Меѓународниот сојуз, заврши во рацете на Вилма Рускоска. Како што изјави Милошовски, кој утринава го предаде разговорот и уште еден транскрипт, шефицата на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција, му потврдила дека материјалите кои биле доставени ќе бидат дел од доказите за случајот Меѓународен сојуз. И самиот аудиозапис и транскриптот даваат еден сериозен сомнеж дека поранешниот премиер, господинот Заев, подолго време знаел за начинот на финансирањето на Меѓународниот сојуз, кој што не бил легален, и помагал, според неговата изјава, во тој запис за финансирањето на еден ТВ. Милошовски побара Русковска да го повика Заев во обвинителството да каже што знае за Меѓународниот сојуз и финансирањето на еден ТВ. Вели, засега ова е се што имал, а доколку повторно докажуваш добија нови материјали, истите ќе ги достави до обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Се што сум имал до сега сум доставил, доколку во следниот период било на кој начин се стигне или се добие на истиот начин било каков материјал кој што може да е корисен и да фрли нова светлина на овие истраги за рекет и за Меѓународниот сојуз, би постапил исто како и претходно. Инаку, покрај случајот Меѓународен сојуз, каде екс-премиерот ќе биде доказ, семејството Заеви како докази, се појавија и во случајот Рекет. На едно од видеата се гледа Катица Јанева, која оди во вилата на водно кај Зоран Заев, во другото пак се гледа Зоран Милевски, седнат во скопско кафуле, заедно со Вице Заев. Алфа сакаше да го праша братот на лидерот на СДСМ, зашто разговарал со Зоки Кичеец, но тој не одговара на повиците и се уште нема вратено ни испратената SMS порака.